Благодарам, господине председавач, за дадената можност за реплика. На почетокот би сакал неколку начални работи да ги кажам. Прво, водев прецизна евиденција на сите тези аргументи кои што господата Радмила Шекеринска ги говореше денеска на говорницата, и јас ќе зборам во мојата реплика врз основа на можноста на деловникот аргументи и примери кои што ќе одговорат на тезите кои што ги соопшти господата Радмила Шекеринска. Должината и сеопфатноста на говорот ќе биде веројатно одговор на говорот на господја Радмила Шекеринска. Втора работа што би сакала да потенцираме, тоа е дека прв пат после неколку дена во собранието имавме мирна дискусија која што можевме од почеток до крај да ја послушаме. Тоа е добар пример кој што го покажаа пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Се надевам дека за прв пат таков пример ќе може да ни приредат и пратениците од Социјалдемократскиот сојуз. Трета работа начална која што би сакал да ја кажам, дека освен со еден збор дека амандманот е на Гордан Ѓоргиев, колешката Радмила Шекеринска нити збор не кажа за амандманот. Не велам дека е тоа лошо, но констатирам за да не бидам доведен во ситуација на прозивки од страна на председавачот или од страна на колегите од Социјалдемократскиот сојуз. Трето, би сакал да покажам, односно да кажам, дека господјата Радмила Шекеринска ни даде добар пример денеска, за да го потврдиме моментот од вчера дека не бил неисправен, во смисла на незината слобода да ја продолжи дискусијата во отсуство на председавачот на комисијата. Истото се случи и вчера со господинот Владимир Ѓорчев, но реакцијата од страна на Социјалдемократскиот сојуз беше 100 пати пожестока од колку реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ. Ова го кажувам не за да се мериме, туку за да констатирам. Понатаму, последна начална работа која што сакам да ја кажам. Ова повеќе за јавноста од колку за пратениците, веќе пратениците го знаат тоа. Од сношти и денеска, прв пат пратениците на ВМРО-ДПМНЕ се вклучуваат во дискусии. И тие се долги, да го признаваме тоа, но предходните 20 дена во намера да ви овозможиме да го зборувате сето тоа што имавте намера да го зборувате, во намера да го забрзаме процесот на донесување на буџет, во намера да не предизвикуваме дополнителни проблеми, да не предизвикуваме дополнителни инциденти, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, иако многу пати непотребно прозивани дека молчеа се со цел да се донесе буџетот на Република Македонија. Тоа што во овие 2 дена, односно 24 часа, зборам од сношти до денеска, почнаа пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, немајки избор, знаејќи дека вие имате донесено политичка одлука по секоја цена да го кочите буџетот, ние одлучивме дека ако е така, бар да ја искористиме можноста да ги соопштиме вака на говорница и аргументите кои што се според нас на наша страна. Затоа непринципиални се обвинувањата од страна на пратениците на СДСМ, пред се од место, не мислам на говорот на господјата Шекеринска, но и непринципиални се обвинувањата од медиумите во собственост или блиски на Социјалдемократскиот сојуз, кои што исто така се обидуваа да направат една хајка, една кампања против неколкуте пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, кои што денеска и сношти зборуваа и се обидуваа да аргументираат со податоците кои што ние ги имаме на располагање. Затоа, а знаејќи го фактот дека во последните 4 дена има поминато, односно расправаме, нема ниту поминато, само еден амандман. 4 дена, од кои само во еден ден е вклучено ВМРО-ДПМНЕ во дискусија. Тоа значи дека предходните 3 дена, сношти и денеска, 24 часа практично, еден работен ден. Тоа значи дека предходните 3 дена пратеници на опозицијата 3 дена дискутирале по еден ист амандман, без никаква можност да се направи прогрес. Тоа значи дека ако буџетот има 1226 амандмани, а ако земеме дека во 4 дена еден амандман би се гласал, тоа значи дека на Македонија ќе треба 4900 не знам точно колку денови за да донесе буџетот. Или тоа би значило дека некаде по 3-14 години Република Македонија би донела буџет. Тоа дали е принципиално, дали е коректно, дали е во рамките на
демократските вредности, принципи, дали во рамките на почитување на волјата на мнозинството, изразена на избори преку мандати во собранието, е дискусија која што веројатно ќе имаме прилика во наредниот период да ја дискутираме, заради тоа што ваква еклатантна злоупотреба на пратеничките позиции досега ниту една опозиција не направила. Да ја доведете цела држава, цел финансиски систем под закана, а со тоа да ја држите во уцена власта, владачкото мнозинство, кое што убедливо добило поддршка од граѓаните врз основа на програмата управува со државата, е еден страшно прекршување на демократските пракси кои што сме ги имале во Република Македонија. Подоцна ќе ја зборам компарацијата околу буџетот во 2003 година, односно буџетот за 2004 година, и ќе ме разберете зошто го велам ова. Но треба да знаете дека вие сте заборавиле одамна дека ВМРО-ДПМН е политичка партија која што е многу поживела и многу похрабра од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е така заради тоа што ВМРО-ДПМН е политичка партија која што овде ги представила луѓето кои што се во најниските социјални и економски слоеви во Република Македонија. За ВМРО-ДПМН е доминантно гласаат субурбаните делови на градовите во Република Македонија. Во центрите каде што живеат богатите, во центарот на градот, како во Скопје, во Велес, во Битола, гласаат за СДСМ, во Прилеп. Тука секогаш СДСМ победува. Во Велес, дури и во 2008 година, во едно избирачко место околу судот, кај што живеат практично најбогатите луѓе во Велес, гласаат за Социјалдемократскиот сојуз. Победи Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е така секаде. Но, колку одите повеќе кон периферијата на градовите, каде што луѓето живеат посиромашно и се посиромашни, толку поголема е разликата која што ВМРО-ДПМН доби. И затоа ВМРО-ДПМН е и поживела партија, и похрабра партија, и нема да дозволи уцената која што ја правите заради политичката кариера на еден човек и политичката кариера на неколку негови соработници да ви помине. Ако мислите дека нема да најдеме начин како Република Македонија нормално да функционира, веројатно сте се излажале. Но сте се излажали за уште една друга работа, господја Шекеринска. Вие сте заборавиле како изгледа ВМРО-ДПМН, кога е силно одлучна и силно посветена да спроведе одредена работа. Вие сте заборавиле што значи ВМРО-ДПМН во опозиција. Извинете, но се повеќе и се повеќе не терате да се однесуваме онака како што граѓаните бараат од нас. А граѓаните бараат финансискиот систем во Република Македонија да функционира нормално. Ве молам без дофрлување. Тоа бараат граѓаните. Господин Иванов, Шекеринска, се извинувам, Иванова ми е намисла, ќе ви кажам зашто. Ме прозивавте овдека дали сум бил мирен или не сум бил мирен во текот на дискусиите. Веројатно можете да ги прашате вашите колеги дека во овие неколку дена сум еден од пратениците кои што постојано се обидува да ја смири атмосферата. Постојано се обидувам на културен начин да укажам и на пратениците од власта, но повеќе на пратениците од опозицијата дека треба пополека, дека не треба многу искри, дека треба со внимание да пристапиме. Да, во ред, ако сте одлучиле да не држите со злоупотреба на деловникот во рамките на работата на комисиите, ќе го почитуваме тоа, но не мора да не навредувате. Не мора да ни се заканувате, не мора физички да се пресметуваме. Кога мене ме прозивате дали сум бил мирна говорница, јас со цела почит кон вас, како поренашен подпредседател на влада и како еден од политичарите кои што ќе бидат запаметени во овие 20 на години како човек кој што се обидува да остави впечаток дека е достоинствен и дека ја зборува вистината, зашто јас лично имам резерва, многу почитувам тоа што вие се трудите таков впечаток да оставите. Ќе ве прашам јасно и гласно, што мислите за тоа што господјата Иванова ја нападна господјата Благородна Дулиќ? Што мислите за заканата која што ја видовме сите на телевизија од господинот Јани Макрадули дека ќе ја тепа господјата Благородна Дулиќ? Што мислите за тоа што Драгиша Милетич ми се практично
мојата смиреност беше единствениот момент зошто немаше физичка преспетка помеѓу мене и господинот Драгиша Милетич, и тоа замислете зошто. Ево, вие сте се борите за заштита на женските права. Ќе ви кажам дословно како беше. Вие не бевте тука, бевте отсутна во тој момент од работата на комисијата. Веројатно сте биле на друга комисија или воопшто не е бит. Кога настана целиот тој хаос, господината Силвана Бонева пристапи од задната страна на салата за да го слика целиот хаос. Тоа е легитимно и дозволено. Ако не било дозволено, немало на сите телефони да има камери. Во тој момент, господин Драгиша Милетич се упати кон нејзе и тоа се гледа на камерите. Агресивно, брзо и жестоко. Јас од место реагирав. Немој да и направиш нешто, жена е. Во тој момент, неговиот бес беше пренасочен од Силвана Бонева кон мене. И јас бев предмет, практично, во законодавството, тоа што се случи од страна господина Драгиша Милетич е напад во обид. И тоа е класифицирано дело кое што подлежи под кривичен законник. Но не е, нека му стои на честа. Само се чудам како децата дома го примеле фактот дека нивниот родител го направил тоа што го направил, или фамилијата, родителите, браќата, сестрите на сите овие пратеници кои што деновиве се расфрлуваат со микрофони, газат микрофони, дофрлуваат и така натака. И тоа ми е единствената дилема. Дали дома ги храбрат за таквата работа? Дали им викаат луѓе одлично правите? Дали дома на Драгиша Милетич му дадоа прелазна оценка или на другите господи? Ценам и почитувам тоа што поголемиот дел од пратениците на Социјалдемократскиот сојуз се обидуваат мирно. И тука пред се предничат повозрастните пратеници. Господинот Велјановски, господинот Андонов, господинот Орцев, господинот Пауновски од Тетово и неколку други пратеници кои што се пример за тоа како може да се кочи работата на собранието, но без да се прават тепачки, без да се прави хаос, без да се навредуваме меѓу себе, без да се омаловажуваме меѓу себе. И заради тоа овие господа кои што ги набројав и уште неколку други од мене ја имаат најголемата почит која што ја имал било кој пратеник од Социјалдемократскиот сојуз во минатите 3 мандати. Но господја Шекеринска, вие ќе мора да дадете одговор што со нападот од страна на Иванова кон Дулич, што со заканата од Макредули кон Дулич, што со нападот од страна на Драгиша Милетич кон мене, заради тоа што се обидов да ја заштитам господјата Бонева. Вие може ќе дадете пример дека Дулич го навредила Сугаревски или не знам. Да, во ред. Ќе го кажам, еве јас го кажав без тие ме прозиваш, ја почнав прво да кажам. Но, дали е тоа исто со тоа што Драгиша Милетич го направи, и дали е тоа исто со тоа што Јани Макредули го направи, кој што се закани директно дека ќе се пресметува физички со жена која што може да му е мајка по годините. И која што има стаж, колку што јас и вие, господја Шекеринска, заедно имаме години. Он има работен век толка. Колку што јас и вие имаме години заедно, не се, сега карикирам, нели? Не се обидува математички да ви пресметам годините, да мога ако може да се сконцентрирам. Тоа се ексцеси кои што долго време ќе ги паметиме во собранието на Република Македонија и се ексцеси кои што ќе останат во колективната меморија на македонскиот народ. Јас се надевам дека ќе останат во меморијата како не треба. И ве замолувам вас, господинот Гордан Ѓорѓиев ја изгуби шансата и него го рачунам за еден од по-разумните, можеби, вчера бранејки ги овие и кажувајќи дека тоа не се случи, а ние сите го видовме дека се случи. И на камера го има дека се случи. Се надевам дека вие ќе бидете степен повеќе од господинот Гордан Ѓорѓиев, бар така јавноста го перцепира и очекува од вас, да кажете да, во тоа сгрешивме. Кажете во тоа, целата ваша дискусија ќе ја прифатам дека е така. Но ако не го кажете тоа, очигледно е дека политичката намера која што имате се граничи со искреноста која што сакате да ја презентирате пред јавноста. Сакавте да го споредите буџетот за 2004 година со буџетот за 2012 година. Постапката е од 2003, а се однесуваше на буџетот од 2004. Да видиме начисто. Благодарам на исправката, но не сте го право. Не, буџетот е за 2004. Да. Ето ве исправи господјата Шекеринска. Но, ајде да се сконцентрираме.
Веројатно нема да ме прекинеш во дискусијата, така? Добро. Да не се случи како за Владковче. Па после ние биеме крив. Да, не е одлучил уште. Добро, може да продолжам? Да, благодарам. Значи, господја Шекеринска, има суштинска разлика помеѓу буџетот од 2004 година и буџетот од 2012 година. Господја Шекеринска, во буџетот од 2004 година немаше ниту еден денар средства за субвенции. Ниту единствен денар. Нула за субвенции. Господја Шекеринска, во буџетот од 2004 година немаше ниту еден денар за покачување на пензиите. Ниту еден денар. Нула. Во буџетот за 2004 година, господја Шекеринска, немаше ниту еден денар за покачување на социјалната помош. Господја Шекеринска, во буџетот од 2004 немаше средства за капитални расходи во здравството. Да ве подсетам, тоа значи реконструкција и изградба на болници. Господја Шекеринска, тогаш немаше средства за набавка на нова медицинска опрема во буџетот за 2004. Господја Шекеринска, Диновски, се извинувам. Значи, Не. За 2003 е буџетот, затоа сакам, за да имате вистинска дебата. За 2004 Не, за 2003 повелете буџетот за 2003 е донесен на 31.3. Нема разлика меѓу буџетите од 2003 и 2004. За 2003 бидејќи да знаете за истото Немаш, ама во целиот мандат, сето ова што го зборам во сите 4 години во буџетите на СДСМ го немаше. Го немаше во 4 години ни зголемување на пензии, ни зголемување на социјална помош. Во последната година имавте 4 милиони и нешто за субвенции кои што ги добија неколку фирми низ Македонија. Но не се, за тоа друг пат ќе зборувам. Немавте за реконструкција во здравството, господја Шекеринска, немавте за набавка на медицинска опрема, немавте за набавка на возила, како оние кои што ние сега ги набавивме 70 возила за брза помош. Во Македонија во минатите 20 години само благодарение на хуманитарна помош од нашите од диаспората се случуваше да видиме по некое ново возило за брзата помош или за општите болници. Немаше такви средства, господја Шекеринска. Немаше средства за многу други категории кои што во овие години ги воведовме во буџетите на Република Македонија. Но, господја Шекеринска, може ќе биде малце малициозен, се надевам дека нема да се навредите, во рамките на она што и вие го правевте, ќе кажам дека тогаш имавте средства за трансфери, кои што беа поврзани со купопродажба по Кумовско-Кумашинска линија на Бањата Бансково, Струмица, например. Или имавте можност, не знам, во тие 4 години дека бевте вие подпредседател на владата. Или е уште еден пример, ќе ви го кажам. Во тие 4 години имавте и средства и начини како да го отудите под сомнителни околности за неколку илјади евра офицерскиот дом во Велес. На блиски пријатели на еден ваш партиски колега. Тогаш вие му бевте подпредседател на владата. И веројатно или сте се спротиставиле тивко, или не сте се спротиставиле. Имаше средства и за тенковски делови. Имаше средства и за Владо Димов да не ги купи, но да се обиде да ги купи. Да не ги кажувам понатак. За сето тоа имаше средства, но немаше за пензионерите, немаше за земјоделците, немаше за намалување на партиципациите на факултетите, кои што средства дополнително, значи кога луѓето добиваат намалување на партиципацијата на факултет, господја Шекеринска, тие пари од буџетот одат во факултетите, за да може факултетите да функционира. Сега има пари за намалување на партиципацијата на студентите, тогаш немаше пари за партиципацијата на студентите и ред други работи кои што во ваше време ги немаше. Тоа е разликата помеѓу буџетите во време на Социјалдемократскиот сојуз и буџетите во време на ВМРО-ДПМН. Затоа, било каква корелација и споредување на едните буџети со другите буџети во најмала рака е навреда за нас. Заради тоа што многу енергија, многу труд, многу работа, многу идеи сме вложиле за буџетот на Република Македонија денеска да е многу поблизу до граѓаните, да остварува многу повеќе нивни интереси, да остварува многу поголеми социјални бенефиции. Например,
Во буџетите во ваше време немаше бесплатно средно образование. Сега има. Тие пари одат од буџетот, заради тоа што граѓаните веќе не ги плаќаат. Во ваше време, господја Шекеринска, немаше пари за бесплатни учебници. Немаше пари. Сега има пари за бесплатни учебници во буџетите. Во ваше време, господја Шекеринска, немаше пари за бесплатен превоз на учениците кои што учат надвор од своето населено место. Сега има пари за тие. Господја Шекеринска, во ваше време учениците кои што живееа во средношколските домови плаќаа за да живеат во тие средношколски домови. Сега живењето во средношколските домови е бесплатно за учениците, а се плаќа од буџетот на Република Македонија. Ве молам, ако може председателот да биде бар 10% мирно од тоа што беше за време на говорот на господја Шекеринска. Ве молам, колеги пратеници, најмалку 10% да биде по... За да можеме да водиме добар ред во салата. Дебата со аргумент. Заради тоа што ги немаше тие пари во буџетот во ваше време, господја Шекеринска, за ученици, за учебници, за превоз, за средношколски домови, за енергетска ефикасност, за соспродавници, за пензии, за субвенции и ред други работи. За тоа тие два буџети, односно два концепти на буџети се различни. Вие не сакате да дискутирате за тоа, заради тоа што се соочувате со фактот дека се представувате за лева партија, а се однесувате се освен лева партија. Па сега, новинарите ваши, мислејќи дека ќе не навредат, не обвинуваат дека во социјалната политика ВМРО ДПМН не е десничарска партија, е левичарска партија. Ние не пледираме да бидеме ни левичарска, ни десничарска партија. Има две категории. Во социјалните политики личиме на лева партија, но во националните политики личиме на десна партија. Одговорот на таа еквиваленција е народна партија. Вие сте и добар практичар во политиката, и добар теоретичар. Знам дека знаете што значи концептот на народни партии во Европа. Такви партии има и во Шпанија, такви партии има и во многу други, во Австрија, долго време беше на власт и така натака и така натака. И тоа е тоа што ВМРО ДПМН го работи. Во социјалните политики, во правата на работниците, во правата на жените, во правата на социјалните случаи, во правата на пензионерите, во правата на средношколците, на студентите, во секоја категорија ги големивме добивките што тие ги добиваат од државата. Тоа е лева политика. Но по темите за од национален идентитет и така натака, и да не навлегувам во друга дискусија, во тие сме десна партија. Одиме понатак. Господја Шекеринска, повикувате и апелирате. Во молам, ако може противко. Апелирате да бидеме без омраза. Јас се согласувам, господја Шекеринска, да бидеме без омраза. Но, господја Шекеринска, прегледајте ги снимките од минатите 3-4 дена. Од ова и од законодавно-правната комисија. Проверете колку пцости имал, колку навреди, колку омаловажувања, колку закани. И тоа во 99,9% насочени од Социјалдемократскиот сојуз кон ВМРО ДПМН. Замислете колку смиреност, колку разум и колку внатрешна нервоза нам ни требало да се сталожиме и да не вратиме така како што би се враќало на улица под наводници. Замислете, ако пратениците на ВМРО ДПМН во минатите денови се однесува исто како што се однесува пратениците на Социјалдемократскиот сојуз, знаете на што ќе личеше Македонското собрание? На она што вие посакувате да се случи, на украинско сценарио. Господја Шекеринска, ве молам, ние ја превзимаме одговорноста за нашиот дел и постојано се трудиме и без омраза, и без викање, и без навреди, и без закани, и без обиди за физички пресметки, да ја тераме дискусијата во собранието за да се донесе буџет. Ве молам, господја Шекеринска, разговарајте со вашите пратеници, разговарајте со Драгиша Милетич, разговарајте со Цветанка Иванова, разговарајте со Казанџиска, разговарајте со Бендевска, разговарајте со Иванова, замолете ги да почнат да личат како Спасовски, како Велјановски, како Миле Андонов, како Панче Орцев, како Стојко Пауновски. Во тој случај, кога сите пратеници на СДСМ ќе се однесуваат како овие вториве што ги набројав, тогаш ќе имаме мирна дискусија во собранието. Ве молам без дофрлање, господин Ердоган Сарач.
Господја Шекеринска, не би сакал да го објаснувам концептот на демократија, во кој што се гарантира правото на мнозинството да одлучува и правото на малцинството да партиципира. Да, денеска господинот Ставревски имаше обраќање во кое што кажа дека ги разгледува амандманите на Социјалдемократскиот сојуз и на целата опозиција, но нема можност на комисија да се искаже дали ги прифаќа или не ги прифаќа. Вие не дозволувате да се откочи расправата по амандманите. Ние колку имаме поминато до сега? 140, 150. Значи, уште 1000 и кусур амандмани остануваат зад нас. Уште 1000 и кусур амандмани. Не дозволувате Ставревски да каже да, овие амандмани од Социјалдемократскиот сојуз ги прифаќаме. Но зошто го правите тоа, господја Шекеринска? Тоа го правите заради тоа што вашите амандмани немаат, народски да се изразам, блага врска со предлогот кој што овие денови го користите пред јавност. Вашите амандмани предлагаат зголемување на буџетот од 500 милиони, господја Шекеринска, а ја лажете јавноста дека со овој неделовнички предлог предлагате намалување на буџетот од 200 милиони. Значи, од една страна предлагате амандмани со кои што предлагате зголемување на буџетот, зголемување... Молам се, ке имате прилика, имате прилика. Дебатираме 20 дена, ќе дебатираме уште 200 дена, уште 1000, како кажав, 4900 дена. Значи, во исто време предлагате воведување на нови ставки, изголемување на буџетските расходи, за секоја дупка во Македонија која што не била решена овие 20 години, која што најчесто е поврзана со функциите на локалната власт, а не е поврзана со функциите на централната власт, а од друга страна нафтата со предлог од 2-3 листа, со кој што ќе сте спасела Македонија од грчков сценариј. Молам, каква хипокризија е тоа? Кога свативте дека не само буџетот, господја Шекеринска, во собрание имате закочено еден куп закони, заборавите дека во собрание го имате закочено законот со кој што треба да се зголемат пензиите за 5%. Заборавивте дека го имате закочено законот со кој што социјалната помош треба да се зголеми за 5%. Заборавивте дека го закочивте законот со кој што на жените, значи ќе се забрани дискриминација на жените по основ на раѓање, бременост и одгледување на деца. Заборавивте дека го блокиравте законот со кој што на децата без родители после навршување на 18-та година ќе им се овозможат дополнителни права. Заборавивте дека го закочивте законот за задолжување во Светска банка, кој што е под прецизни услови, многу ефтин и со 9 услови до владата на Република Македонија кои што треба да бидат исполнети за да се добија заемот, а тие се поврзани со структурални реформи во 4 сектори во неколку министерства. Господја Шекеринска, да ве потсетам дека целиот тој пакет е закочен во собранието на Република Македонија. И дека да се донесе законот буџетот, ако не се донесе, нема да има зголемување на пензиите. И да се донесе законот, а да не се донесе буџетот, нема да има зголемување на социјалната помош. Кажете им го тоа на луѓето и превземете ја политичката одговорност, а не да се обидувате да ги лажете дека немало ништо да се промени. И многу работи ќе се промени, господја Шекеринска, заради тоа што функционирањето на државата во систем современо финансирање, во систем во финансирање со буџет е многу различно. Господја Шекеринска, причина за овој хаос во кој што се наоѓаме, за кој што вие зборувавте, не е буџетот за следната година, зашто буџетот за следната година многу наликува на буџетот за оваа година, на буџетот за минатата година, на буџетот за 2009 година. Тоа е концептот. Тоа е концептот кој што го применуваме во сите овие години. Вие не се спротивставувавте. Сега знаете зашто се спротивставувате, господја Шекеринска? Сте соочени со локални избори кои што по се изглед на сите луѓе кои што се растеретени од партиската диоптрија ќе ги изгубите. Впрочем, затоа Стефче Јакимовски не се нафати да биде кандидат за градоначелник на Скопје, а сега по казна го седнувате во 10 ред кога одржувате седници на Централниот одбор. Впрочем, затоа ни Андреј Петров не се нафати да биде кандидат за градоначелник на Скопје. Затоа Гордан Георгиев, чие име меѓу думите посебно ми е блиските до вас го вртеа како можен кандидат за градоначелник на Центар, не се нафати. Меѓу думите блиски до вас го вртеа името на Горан Минчев за кандидат за градоначелник на Бутел. Не се нафати господинот Минчев.
името на господја Ана Павлова Данева го вртеа медиумите блиски до вас како опција за кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров. Не се нафати господјата Ана Павлова Данева да биде кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров. И на најблиските соработници, кои што ги доведе Црвенковски да бидат околу него во овој нов 5, 10, 15 мандат, немаат храброст да истрчаат и да изработат за Социјалдемократскиот сојуз, знаејќи какви ќе бидат резултатите. Но резултатите ги знаете и вие. Заради тоа што, господја Шекеринска, политиката во Република Македонија не е како во 90-тите години. Веќе многу јасно и мерливо е кои категории на граѓани која политика ја поддржуваат. Анкетите дојдоа до тоа совршенство што успеваат да ги прогнозираат резултатите со разлика од промили, не од проценти. Успеваат да ги прогнозираат мандатите во собрание со разлика од 1-2 мандати, и тоа не е само сега. Тоа беше и 2002 година кога вие победивте со 62 пратеници. Такви беа анкетите. Исто како и сега, господја Шекеринска. Се обидувате да направите две работи, две алтернативи. Првата алтернатива ви е да предизвикате предвремени парламентарни избори. Заради тоа што така вашиот председател нема што да изгуби. Во тој случај вашиот председател дури да изгуби на избори, ќе каже дека изгуби од Никола Груевски. А ако бидат само локални избори, ќе изгуби од Борче градоначалникот во Петровец, ќе изгуби од Жика градоначалникот во Илинден, ќе изгуби од Коце Трајановски со кого денеска некултурно се подсмеваше, ќе изгуби од Владе Талевски во Битола, ќе изгуби од Маријан Ристевски во Прилеп, ќе изгуби од новиот политичар доктор Никола Бакрачевски во Охрид, ќе изгуби од новиот политичар, но чесен доктор со огромен авторитет доктор Зоран Ѓоргиевски во Куманово. Од тие луѓе ќе изгуби Бранко Црвенковски. И тоа е тоа што го боли дополнително господин Црвенковски, а вие многу добро го знаете, заради тоа што 20 години сте негов еден од неговите најблиски соработници. Ако не ви успее сценариото за предвремени парламентарни избори, кои што би требало да бидат последица на хаосот, на блокадата и така натака и во различни сектори, а се обидувате да ги направите со лустрацијата, се обидувате да ги направите со буџетот, со низа од закони, се обидувате со изборното законодавство, измислувавте нови граѓани во ресен отпустец, како да тоа е прв пат да се случувало, а Љубе Бошковски и Љупче Ѓоргиевски ви се во коалиција прв пат во 2000 година кога почнаа граѓани отпустец да добиваат македонско државјанство за да си остваруваат социјалните права во Република Македонија. Затоа, господја Шекеринска, втората опција ви е да внесете блокада, хаос, по цена и да нема избори. Заради тоа што вие не смеете, односно вашиот председател, не смее да си дозволи да оди на избори локални, кои што знае дека ќе ги изгуби. Заради тоа што после тие избори дефинитивно ќе мора да му заврши политичката кариера. После тие избори не може по втор пат да помине флоскулата дека народот е во право, дури и кога греши. И сега, зашто сите околу него го поддржуваат во тоа сценариј? Зар мислите дека Гордан Ѓоргиев без ниту еден ден стаж членство во Социјалдемократскиот сојуз, кој стана без ниту еден ден стаж во членство во СДС, стана подпредседател на СДС, дека нема да го поддржува Бранко Црвенковски? Па знае дека господинот Гордан Ѓоргиев знае дека нема да биде подпредседател на СДСМ, доколку Црвенковски си оди од функција. Зар мислите дека господја Ана Павлова Данева, за чии квалитет како политичар имаат дилема, дури и вашите блиски медиуми, ќе остане подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, ако не е таму тој што ја устоличи за подпредседател? Зар мислите дека на Андреј Петров ќе му заборавиле старите пријатели од СДСМ, Илинка Митрова, Бучковски, Бузлевски, чиј кадар беше, впрочем, он не беше кадар на Црвенковски, он беше кадар на другото крило на СДСМ. И мислите дека ќе остане на функција? Мислите дека почитуваниот Игор Ивановски или мојот пријател Станковиќ ќе останат на позиција? И мислите дека ние треба да очекуваме дека сите тие нема да го поддржат Црвенковски и дека нема тука жестоко да се борат за овој план? Заради тоа што нормални услови во Република Македонија,
зголемување на пензии, зголемување на социјална помош, продолжување со капиталните инвестиции, значат пораст на Социјалдемократскиот сојуз, значат личен пораст на Бранко Црвенковски и крај на политичката кариера на најмалку пола пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа нервоза, затоа кавги, затоа закани, затоа довикувања, затоа навреди, господја Шекеринска. Јас не очекувам од вас да се спротивставите на тој план, нити да признаете дека е така. Впрочем, за жал, иако се обидувам да ги истопнам работите кои што кај вас како политичар сум ги ценал, една работа морам да ја признаам, дека вие 20 години сте тивок поддржувач на сите политики на Црвенковски. Вие бевте покрај него и за време на приватизацијата, вие бевте покрај него и за време на промена на име, промена на знаме, вие бевте покрај него и за време на конфликтите во СДСМ, вие бевте покрај него во сите клучни моменти кога Црвенковски правеше штета на Република Македонија. Јас не очекувам од вас да се дистанцирате од него никогаш. Председателот на Собранието на Република Македонија 2 дена се обидува да ви предложи различни институционални варијанти со кои што ќе можеме да го одблокираме донесувањето на буџетот. 2 дена, без 5 минути размислување, господја Шекеринска, ги одбивате анблок. Луѓето кои што одат на координација ни кажуваат: не си одат представниците на СДСМ во својата централа да се консултираат за предлозите на Трајко Велјановски. Туку на лице место, на маса ги одбиваат. Замислете каков мандат имаат тие. Каков и предлог да даде Трајко Велјановски, а вие верувам дека не го знаете пред да го чуете на координација. Каков и предлог да даде Трајко Велјановски, вие на маса го одбивате. Значи не си одите во централата во СДСМ па да се состанете, па да разговарате дали е добро за граѓаните, дали е добро да се откочи буџетот и така натака. Анблок го отфрлате. Тоа нас не говори дека вие немате намера да постигнете договор. Ние знаеме дека немате намера да се постигне било каков договор, господја Шекеринска. Учеството ваше во овие институционални начини на обиди за одблокирање е само за да си најдете оправдување за хаосот кој што го правите во Собранието и хаосот кој што го правите на улиците низ градовите. Го предизвикувате, не го правите, го предизвикувате да се исправа. Затоа, господја Шекеринска, намаса ги одбивате предлозите, не размислувате за нив, не разговарате, не дебатирате во Социјалдемократскиот сојуз за предлозите од председателот на Собранието Трајко Велјановски. Ве молам, господине, ве молам да не кажувам по име кој, ве молам да се искаже. Значи, заслужувам некој... Да, но... Добро, гласно зборувате, господине, ве молам, нема да споменам по име, гласно зборувате и сметате. Господја Шекеринска, фала му на Господа што во нашата пратеничка група има двајца многу искусни пратеници, господинот Китановски и господјата Бонева. Знаете што ми кажаа тие? Дека во 4 години мандат на Социјалдемократскиот сојуз од 2001 до 2006 година, по било кој закон, по било кој буџет, Социјалдемократскиот сојуз има прифатено само 15 наши амандмани во 4 години. А јас ви гарантирам дека да излезе господјата Бонева, наизуст ќе ви наброи колку амандмани во овие наши големи сме ви прифатили, кои што се повеќе од 1000. По различни закони и различни буџети. Тезата дека власта е глува, не слуша и не ја вклучува опозицијата ви е неточна врз база на докази, господја Шекеринска. 15 амандмани за било кој закон и било кој буџет во ваш мандат и над 1000 амандмани за било кој закон и буџет во наши мандати. Господја Шекеринска, тоа не е разлика од 150 до 160, од 15 до 18. Разликата е во илјадници. Дали ме разбирате, господја Шекеринска? И молам пратениците кои што се со понов мандат, кои што не знаат овие 6-7 години како се случувале работите во Собранието, да се воздржат и да проверат за тоа што го зборам. Ако не ми верува. Значи, ова се бројките, ова се фактите. Која власт била глува, не слушала и не дебатирала, ќе кажат граѓаните. А овие факти, да молам, замолете го господина. Да.
А граѓаните на крај ќе оценат кој ја зборувал вистината, а кој не ја зборувал вистината. Господја Шекеринска, 2 дена поред ви дава председателот различни предлози за да се откочи работата. Нама са ги отфрлате предлозите. Ставровски денеска ви вели, дајте откочите работата за да ви кажем кои амандмани можем да ги прифатам. Не ви интересира вас. Вие имате цел да го блокирате буџетот, да нема поврат на ДДВ за предпријатијата, да нема зголемување пензии, да нема зголемување социјална помош, да нема почеток на нови проекти, да нема почеток на нови програми. Вие имате намера заради долговите кои што треба да ги отплатиме во почетокот на следната година, да се намали фондот на средства кои што инаку би се користеле за нормално функционирање на државата, во што го вклучуваме и редовната исплата на пензиите, која што е под знак прашалник ако не се донесе буџетот, за да или предизвикате предвременни избори, или да направите хаос, за да нема воопшто било какви избори во Република Македонија. Тоа, господо Шекеринска, ви кажа, ние сме и живава партија, и партија со паметни и мудри луѓе, и партија која што е близко до народот, нема да ви го дозволим. Ако мислите дека некој во оваа држава има право, врз основа на чувство за себе дека него му припаѓа власта, и дека сите други се вирус, кои што привремено се дојдени во овие клупи, да си игра играчки со државата и да не сноси последици, тоа што се излажале. Господја Шекеринска, политичката одлука не ја носите ни вие, ни било кој од пратениците овде присутни, а ја не ги спомнувам по име. Сега. Политичката одлука ја носи Бранко Црвенковски. Но, политичката одговорност ќе ја носат оние лица кои што се директни извршители на сценариото за хаос во Република Македонија. Ако настане хаос во Република Македонија во финансискиот систем и во другите делови од секојдневното живење, одговорноста ќе има име и презиме. Тоа име и презиме го носат пратениците кои што активно учествуваат во креирање на блокадата во собранието на Република Македонија. Тоа е вистина, така биде во секоја демократија, така ќе биде во секоја демократија. Пратениците кои што ја предизвикуваат блокадата се директни извршители, исто како овие во илустрацијата. Политичката одлука ја носи СДСМ да нема илустрација во Република Македонија. Но директни извршители на саботажата на илустрацијата беа Јанакиј Вутанацки и Благоја Гешовски. Тие луѓе ја носат одговорноста. Тие луѓе ја носат одговорноста и за саботирањето, и за кочењето, и за блокадите во комисијата за илустрација. Исто и во случајот со буџетот. Исто и во случајот за буџетот. Со тоа што во тој случај е кривична одговорност, во овој случај е политичка одговорност. Центарот, одлуката не ја донесол, ајде не, пак ќе се воздржам, да не спомнувам име. Одлуката не ја донесол никој од вас овде присутен. Одлуката ја донесол некој горе на улица Павел Шатев, по-старо позната како Бихачка. Ако ви смета Павел Шатев како жртва на претходниот режим, и сакате да ви набројам колку како Павел Шатев во време кога вашите родители владееле со Македонија загинале заради политиката на вашите родители, идеолошки збор, идеолошки родители, да не ме сватите погрешно. Не мислам на вашите директни родители. Значи, да се вратам на темата. Политичката одговорност ќе ја носат директните извршители. Одиме понатак. Господи Шекеринска, се обидувате со вадење од контекст на податоците и со грубо прерипување на податоците да креирате впечаток во јавноста дека во Република Македонија задолжувањето отишло до плафон. Тоа не е одговорно од ваша страна и кај мене го руши впечатокот за вас како достоинствен политичар. Заради тоа што можам да почитувам дебата во која што нема да си поигруваме со фактите, но не можам да почитувам дебата во која што си поигруваме со фактите. Еве, вие велите, господја Шекеринска, дека апсолутната бројка на задолженост на Република Македонија пораснала. Но не кажувате
дека така не се мери задолженоста во Република Македонија. Представете ли? Да. Не кажувате дека во Република Македонија, два податоци заборавате да ви кажете, дека бруто домашниот производ пер капита по човек, колку произведуваме како заедница немерено по човек, е скоро дуплиран. И не кажувате дека девизните резерви на Република Македонија од времето кога вие бевте на власт се скоро дуплирани. Така? Избегнувате да ги кажете тие податоци, зашто во комбинација со вашите податоци, господа Шекеринска, вашите податоци паѓаат во вода. Зошто го велам тоа? Ајде да даваме еден прост пример. Јас и мојот комшија должиме по 500 денари. Јас имам плата како пратеник, а тој зима плата како работник. Јас зимам 60.000 денари, тој зима 10.000 денари. Дали не истина теретот со долг од 500 денари, како и неговиот долг од 500 денари со плата од 10.000 денари? Мојот долг не е ниту 1% од моите месечни примања, неговиот долг е 5% од неговите месечни примања. Мене полесно ми е од тие 60.000 да извадам 500 денари и да си го вратам долгот, отколку него од тие 10.000 денари да извадим и да си го врати долгот. Зборувам за да разбере јавноста што зборувам. Второ, покрај платата, господја Шекеринска, во исто време јас имам заштеда од 100.000 денари, ја имам заштеда од 100.000 денари, а човеков има заштеда од 10.000 денари. Разбирате? Е сега во такви услови, долгот кој што го имам јас од 500 денари не е еднаков со долгот кој што го има човеков кој што има плата од 10.000 денари и кој што има заштеда од 10.000 денари. Како мене со плата од 60.000 денари и заштеда од 100.000 денари. Тоа вие не го кажувате. Заради тоа што Република Македонија пер капита, но и генерално по бруто домашен производ, произведува дупло повеќе од времето на Социјалдемократскиот сојуз. И Република Македонија денеска има дупло повеќе девизни заштеди отколку во времето на Социјалдемократскиот сојуз. Скоро дупло. Да не ме фатите за некоја нијанса. Скоро дупло од времето на Социјалдемократскиот сојуз. Имам бројките тука. Ако дебатирате со ова на мојата втора реплика, на која што ми кажаа колегите дека имам право, ќе ги кажам и бројките. Сега да не оптерате. Но се обидувам сликовито да представам како дури и вие, господја Шекеринска, се обидувате да манипулирате со јавноста. Исто така, господја Шекеринска, не кажувате дека во овие неколку години уназад, апсолутно, во апсолутно мерени бројки, владата на ВМРО ДПМН има вратено над 700 милиони долгови кон странство. Знаете колку е тоа? Замислете тие долгови да не сме ги враќале, колку многу работи уште повеќе ќе можеле да сме ги направени. Замислете. 700 милиони евра. Во најмала рага сме направиле 300 километри автопат низ Република Македонија. Ако не сме ги вратиле долговите кои доминантно се правени во ваши мандати. Зошто го велам тоа? Заради тоа што во следната година од вкупната бројка на долгови кои што Република Македонија треба да ги врати кон странство, половина се направени во мандат на Социјалдемократскиот сојуз. Замислете, после 7 години на власт, а замислете во првата, втората, третата година на власт, какви, ве молам господа Шекеринска, ве молам да слушајте, јас зборам со бројки и со податоци. Зборам со бројки и податоци. Ве молам да се доискажам. Имате право да дебатирам. Тоа значи дека 700 милиони евра сме вратиле во овој мандат и мерено како што мери Светска банка, како што мери Меѓународен монетарен фонд, како што мери агенцијата Standard & Poor's, како што мери Fitch и така натака, како што мери Народна банка на Република Македонија. Долгот на Република Македонија во моментот кога вие сте си оделе од власт бил 38% од бруто домашниот производ, денеска е 30% од бруто домашниот производ. Да повторам, тоа значи, господја Шекеринска, дека долг од 500 денари на човек што зима 10.000 денари плата, не е исто со долг од 500 денари на човек што зима 60.000 денари плата. Тоа значи дека долгот од 500 денари во услови на 60.000 денари плата е
многу полесен од долгот од 500 денари во услови на 10.000 денари плата. Не разбирате вие, но се обидувате да си поиграте малкуцка со поdatоците. Одиме понатак. Господја Шекеринска, за долговите ние не ги читаме пресудите на господинот Ставревски. За долговите ги читаме соопштенијата од Светска банка и Меѓународен монетарен фонд, кој што последно писмо, кој што вашиот председател Црвенковски го упати до Светска банка, доби таков врел шамар, такво предупредување, што мислевме дека Зоран Јовановски следниот ден, како креатор, демек, на економската политика на СДСМ, требаше да биде во најнова рака разрешен и избркан од просторините ваши на улица Павел Шатов. Да повторам, знам дека ве нервира Павел Шатов. Господја Шекеринска, Светска банка, видите што вели? Светска банка вели Македонија е лидер во регионот во подобрување на бизнес климата, со што создаде можност за привлекување квалитетни директни странски инвестиции и е земја со умерено задолжување. Незините економски политики во услови на криза се соодветни. Ова не го вели ни Ставревски, ни Црвенковски, ова го вели Светска банка. Или вели Светска банка што вели? Нашата буџетска поддршка следи доста строга проценка на макрорамката. Значи, они ви кажуваат дека строго не следат нас што работиме. А нашата проценка е дека таа, како и одржливоста на долгот, е соодветна. За на нашиот борд на директори му препорачуваме да одобри ваквата поддршка. Значи, Светска банка, директорите на Светска банка велат дека макроекономската рамка е под строга проценка и дека е соодветна. А не, како што вие се обидувате да креирате лажни впечатоци дека Македонија ги изголемува долговите. Напротив, Македонија во мандатите на ВМРО ДПМН ги намалува долговите. Господја Шекеринска, тоа не ме чуди многу, заради тоа што вие во минатите 2-3 години не се скаравте само со Светска банка, со Меѓународен монетарен фонд, се скаравте и со Народна банка за прв пат во 20 години. Си дозволи политичка партија да се кара со Народна банка. Ама вие се скаравте и со целен диапазон на институции кои што се дело така нареченото не партиско, не политичко општество, како синдикати. Не вечерат синдикатите, зашто не излезат на улица да ја водат битката за враќање на власт на СДС. Се скаравте со коморите, зашто ги поддржуваат мерките на владата за санација на последиците од светските кризи. Се скаравте со професорите, зашто не излегува масовно да го поддржат штрајкот на десетина ваши членови против законот за високо образование, со кој што ние велевме професорите треба да одат на работа. Се скаравте со Македонската академија на науки и уметности од еден куп причини, не ви сакале на броју, во друга прилика. Се скаравте со ректорите на универзитетите, заради тоа што не ве поддржаа во вашите политики. Со ректорите на сите универзитети во Република Македонија. Вашата блиска соработничка Лидија Димова во интервју за Фокус, еврокомесарот Филе го нарече дека е лицемер. Се скаравте со Европската комисија заради тоа што со најпозитивни зборови се изрази за реформите во Република Македонија. Еврокомесарот Филе, вашата блиска соработничка Лидија Димова, која што стално ја каните на дебатите на Националниот совет за евроинтеграција, го нарече лицемер. Се скаравте со Македонската православна црква и со архиереите на Македонската православна црква, зашто секогаш кога се обидувате да се пазарите со идентитетот и со името на државата, ве предупредуваат дека немате право на тоа. Господја Шекеринска, не ли гледате дека сте скарани со пензионерите, сте скарани со социјалците, сте скарани со студентите, сте скарани со земјоделците, со градежниците, со синдикатите, со коморите, со Македонската православна црква, со медиумите, со македонците од диаспората, со македонците од Пустец, скарани сте со ректорите, со Филе, со не знам, со Народна банка. Нели гледате дека вашата погубна и хаотична политика не ја поддржува никој? Нели го гледате тоа? Зошто е тоа така? Не обвинувате нас дека ние ги организираме луѓето на улица. Значи, ние го извадивме хотам да ви кажа дека ако не се донесе буџетот, ќе нема субвенции во туризмот.
Тоа сака да го кажете? Сакате да кажете дека представниците на градежните компании кои што ви кажа ако нема капитални расходи за следната година, градежништвото како основна гранка на која што се држи бруто домашниот производ ќе падне, ние ги извадивме на улица, заради тоа што вашиот предлог им ги загрозува правата на тие луѓе. Сакате да кажете дека пензионерите на улица ние ги извадивме, социјалците ние ги извадивме, студентите ние ги извадивме, земјоделците ние ги извадивме. Па тоа значи дека сите нас не поддржуваат. Тоа значи дека сите нас не поддржуваат ако одиме по ваша логика. Тоа знаете како е. Вие велите дека долгот е неодржлив, а Светска банка вели дека е со одвете. И ако така Светска банка вели, вас не ве поддржува, а не поддржува нас. Тоа значи директори во Светска банка се за ВМРО. Немојте по таа логика. Немојте луѓето кои што си имаат проблеми во животот, кои што имаат потреби и очекувања од државата, да ги обвинувате дека се ВМРО или СДС. Немојте така, не го доликува. Сите тие ги чекаат пензиите, субвенциите, социјалната помош и така натаму и така натаму. Господја Шекеринска, велите дека нема странски инвестиции. Ајде да прашам, Скопје Сити Мол не е странска инвестиција? Да ја прашам, фабриката Кромберт и Шуберт која се гради во Битола не е странска инвестиција? Да ја прашам, Джонсон Мети која што изгради една и сега гради уште една фабрика не е странска директна инвестиција? Да ја прашам, Джонсон Контролс во Бунарджик и Джонсон Контролс во Штип не е странска директна инвестиција? Да ја прашам дека дали Kemet Electronics, америчка компанија која што гради фабрика во Бунарджик не е странска инвестиција? Реконструкцијата на аеродромите ТАФ не е странска инвестиција? Или рестартирањето на Југохром и Феми кој што исто така се случи во мандати на ВМРО ДПМН не беше исто така странска инвестиција? Да, во минатиот мандат. Сакате да ја прашам дали рудниците во Источна Македонија кои што се рестартираа во мандати на ВМРО не се странска директна инвестиција, господја Шекеринска? Вие отидете во Штип и кажете им на луѓето дека фабриката која што се гради на влезот на Штип дека е фикција. Кажете им. Отидете во Жабени, кое што го кажувавте дека е промашен проект, застанете пред фабриката на Кромберт и Шуберт и кажете ова е фикција. Отидете пред Джонсон Мети во Бунарджик и кажете ова е фикција. И отидете во Скопје Сити Мол, во Зара, во Масимо Дути, не знам, во Керфур и кажете луѓе ова не постои. Ова е фикција. Кажете го тоа и ќе ја верувам. Така ќе бидете пратеник со достоинство и со кредибилитет, ќе си стоите до крај до зборовите. Сега не видите споредба во странските инвестиции со Србија, Црна Гора и Албанија. Дозволете ми во 2 минути да ви кажам зашто не може да се прави инвестиција. Со Србија знаете зашто не може да правите инвестиција? Заради тоа што приватизацијата на државните и општествени фирми во Србија се случува во последните 5 години. И тоа аукцијски, кој ќе дае повеќе, некако во времето кога ОФТ биде лидер на подмладокот на СДСМ, кога пратениците тогашни на СДСМ си ги добија најголемите фабрики низ Република Македонија. Аукцијски. Затоа обемот на странски директни инвестиции сега во моментот во Србија е многу голем. И тоа е точен податок. Но ви кажувам зошто. А вие не кажувате зошто и злоупотребувајќи непознавање на јавноста на таквиот факт, се бидувате да криете лажен впечаток. Значи, до 2005 година на Србија немаше приватизација. Во Црна Гора, господја Шекеринска, во Црна Гора и последниот човек во Македонија знае дека има влез на руски, што бел, што сив, што црн капитал. Отидете по приморието во Црна Гора, видите кукави хотели се градат, а зјаат празни од страна на руски олигарси. Сакате да се споредуваме со тоа? Да имавме и ние море, да имавме такви релации со Русија како што има Црна Гора, веројатно ќе можехме и ние да се повалим. Но кажете го тоа. Кажете ви сите факти за јавноста да донесе заклучок. Не вие, не јас, не СДСМ, не ВМРО. Или сакате да се споредуваме со Албанија, во која што правилата за чист капитал релативно важат. Сакате со тоа? Сакате да споредиме дали за изградба на хотел во Албанија бараат градежна дозвола и дали во Македонија се бара градежна дозвола за изградба на хотел.
Сте биле покрај албанското приморје да видите како се градени таму хотелите? Сте прашале дали некој од тие хотели има градежна дозвола? Ве молам. Албанската нација како таква функционира по сосема други стандарди кои што ние можеме да ги почитуваме или не. Но од македонската, но тоа многу различно влијае на влез на странски капитал во Македонија и во Албанија. Начинот, динамиката и висината на влез на капитал од албанската диаспора во Албанија е многу различно од тоа што се случува во Република Македонија. Затоа споредбата со Србија, Црна Гора и Албанија, иако убаво звучи да се расправаме како сите тие треба да бидат под нос, вие не соодветна и вие намерна. Вие ги знаете овие податоци кои што јас ви ги кажувам, но се обидувате да криете впечаток и да кажете дека ова што Светска банка го тврди дека македонскиот долг е соодветен, дека е лага. Не дека ова ВМРО што го збори, туку дека ова што Светска банка го збори е лага. Господја Шекеринска, никој не вели дека во моментот е розово. Никој. Ние многу подобро знаеме од вас дека не е така. Јас секој ден седам во Венес. Секој ден имам состаноци, што со членови во мојата партија, што со граѓани во мојот град. И тоа најчесто баш со оние кои што живеат, како што ви реков, во суперурбаните делови на мојот град. И знам маката, јас живеам во зграда, во која што во 50 стана има 40 стечајци. Но, господја Шекеринска, тие стечајци работеа во порцеланка. Тоа е фабрика која што во 98 година веќе беше задолжена со пола милиарда денари. По основ на долгови кон фонд за пензиско, кон фонд за здравствено, по основ на неплатени даноци и по основ на неплатени плати. 98 година, кога вие бевте председател на подлавокот на СДС. Од 50 стана, не 40, но прилично многу, 40 вкупно се стеченци, поголемиот дел од нив доаѓаат од таа фабрика. Исто така да ве подсетам, дека никој не може да ги санира последиците од затворањето на Славија, на Македонка во Штип, на Стаклара и на други 640 фирми, поголеми, помали, средни, мали, кои што се случи во периодот на така наречената транзиција. Но, дека максимално се трудиме да ја подобриме состојбата, даваме се од себе и даваме многу повеќе од тоа што било која власт до сега го правила, апсолутно достоинствено и гордо го тврдиме дека е така. Господја Шекеринска, нема да зборам со проценти. Ќе ви кажам дека во мандатите во овие години, од кога ВМРО допомаѓа на власт, се креирани нови 80.000 работни места. Не ви зборам дека процентот е паднат од 38 на 30. Вие знаете статистички што значи стапка на активно население, што значи стапка на невработени и што значи стапка на вработени. Ве молам, соберете и одземете. Ке видите дека во Република Македонија денеска работат 80.000 луѓе повеќе од колку што работеле кога вие сте биле на власт. Тезата работат, не велам во евиденција на агенција, во евиденција на ова, во евиденција на тоа. Ви кажувам дека 80.000 нови работни места има. Тезата дека сите тие се во државна администрација не ви држи. Во старт да ви кажам. Ако се бидете тоа да го кажувате, не ви држи. Пошто и тоа може да се провери, и јас гарантирам дека нити 10% од оваа бројка што ја кажувам не е вработена во државна администрација. Господја Шекеринска, си дозволивте да полемизирате со председателот Иванов. Во демократија тоа е дозволено и легитимно. И ние сме дебатирале со Црвенковски додека тој ја извршуваше функцијата председател, и вие можете да дебатирате со председателот Иванов. Но, господја Шекеринска, вие го обвинувате него за тоа што го зборува истото што го зборат пензионерите. Го обвинувате него заради тоа што го зборува истото што го зборат социјалците. Го обвинувате него заради тоа што го збори истото што го зборат студентите. Го обвинувате него заради тоа што го зборува исто што го зборат градежниците. Го обвинувате него заради истото што го збори Хотам. Го обвинувате него заради истото што го зборат синдикатите. Го обвинувате него заради истото што го зборат коморите. Сите тие и председателот Иванов зборат: вразумете се, донесете го буџет.
Сите. Господи Иванова, или ја често ја мислам, или често она ме зборува. Извинете, да. Па сум под импресија на насилството кое што по втори или трет пак го гледаме од неј за последните 5-6 години, затоа. Стресови, да, стресови. Уплашени сме, како да ви кажем. Да се докажаме, но не. Машкоста се мери господја Атанасова по мудроста, по разумот и по воздржаноста, не се мери по мускулите. Ако вие машкоста ја мерите по тоа, ваш проблем. Колега, не се расправяте со католиците. Видите делот, прозивките се и реакциите дека вашата реплика трае повеќе од говорот. Значи нема, господине Димовски, јас немам деловничка одредба. Значи не постои во деловникот таква одредба, кај што можам да ви ограничам, него чисто апелирам на некаков фер сооднос, ако постои од ваша страна, ако не, јас деловничка одредба не постои каде што можам да ве ограничам. Нема такво нешто во деловникот. Така, мене трети пат ми се вмешувате во дискусијата, господата Шекеринска, нито еднаш, но јавноста ќе суди за сето тоа. Така е. Да продолжим. Новите заеми за кои што дебатиравте, господи Шекеринска, се во договор со Светска банка во 4 институционални области за поддршка на земјоделие, на јавна администрација и така натака, со стриктни 9 услови кои што треба да ги исполни владата во насока на промена на законодавство и исполнување на реформи. Ако нам не ни верувате, верувајте им на Светска банка. Ако не ни верувате на Светска банка, кажете дека и на Светска банка не ни верувате, и тоа е легитимно. Може би директори од Светска банка стварно се членови на ВМРО? Од кај знаете? Господја Шекеринска, во период на тешка економска криза, која што се повтори, првиот пат беше хипотекарна во Америка, вториот пат е должничка во Европа, кога сите наши држави од соседството ги изголемија даноците, ги намалија пензиите, ги намалија социјалните давачки. Господја Шекеринска, дали знаете дека во Унгарија ги намалија правата по основ на бременост, ги намалија давачките по основ на бременост кои што државата ги дава? Дали тоа го знаете? Дали знаете дека во Хрватска го зголемија данокот? Дали знаете дека во Србија го зголемија данокот? Дали знаете дека во 25 од 27 држави во Европска унија се зголемија даноците? Во период кога во Македонија не се зголемија даноците? Дали знаете дека во 20 држави од Европскиот регион се намалија пензиите, господја Шекеринска? Во период кога во Македонија се покачуваат пензиите. И тоа со намалување на долгот, не со зголемување на долгот, со намалување на долгот. Господја Шекеринска, дали знаете какви социјални кастрења имаше во Чешка и во Словачка? Дали знаете колку работници останаа без работа во Чешка? Следите европска политика, ги читате и тие статистики. Во период кога во Македонија нема намалување на невработеноста. Господја Шекеринска, тоа е плод на мудрата и паметна политика која што ја води и министерот за финансии Зоран Ставровски и премиерот на владата Никола Груевски. Сакале вие тоа да го признаете или не? Податоците и бројките се во немилост. Ако имате 25 држави со зголемени даноци, а Македонија не е меѓу нив, ако имате 20 на држави со намалени пензии, а Македонија ги зголемува пензиите, ако имате Македонија како една од 4 најмалку задолжени во Европа држави, признани од ММФ и Светска банка, ако имате Македонија една од ретките држави во која што не се зголемува невработеноста во период на криза, треба да им се оддаде признание на луѓето кои што ја водат економската политика во државата и за кои што вие немате адекватен одговор. И затоа се обидувате со етикети, со навреди, да им ја омаловажите тежината и значењето. Се обидувате со половични податоци да ги извртувате фактите, за да криете впечаток дека Република Македонија кој знае колку е задолжена. А всушност, долго констранство е намалено. Господја Шекеринска, вашиот предлог, за кој што ќе повторам, е на 3-4 страни и кој што е во целосна спротивност со амандманите кои што ги имате предложено.
Оти ако имавте конзистентна политика и ако навистина го мислевте ова, уште пред месец дена кога ги поднесувавте амандманите, во форма на амандмани ќе го поднесевте. Вие ги немате такви амандмани. Ова ви е пред 5 дена смислено, од кога стана обидија за физички пресметки во собранието, за да оправдате што е толку многу значајно, за да се тепаат пратениците по собранието. Го немате во амандмани, господја Шекеринска. Дури, сега замислете, спротивно на хипотетички, премногу не може да се случи, искрено хипотетички. Спротивно на волјата на владата, ако пратеничката група на ВМРО ДПМН донесе одлука, дека треба да ви го прифати овој предлог на 3 странички. Како да ви кажем и тоа, со фонд 16 ви е предлогов. Со фонд 16. Шо да ви кажем, на 3 странички фонд 16. Дури и да сакаме да го прифатиме, нямаме како, бе луѓе, немате вакви амандмани. А заврши рокот за поднесување амандмани. Нема како. Овој предлог, господја Шекеринска, ви е стуткан после обидите за физички пресметки во собранието, за да се објасните што било толку многу битно за да има физички пресметки во собранието. Но, ќе го запрашам вас директно. Меѓу другото, велите во буџетот на Република Македонија 63,15 милиони треба да се скрапат од капитални расходи за изградба на спортски сали, училишни сали, реконструкција на згради, изградба на административни згради, капитални расходи, до изградба на зградата на Министерството за финансии, надградба и реконструкција на управна зграда, изградба на собраниска зграда и така натака и така натака. Господја Шекеринска, вие сте долу во политиката и мора да дадете одговор на ова прашање. Каде одат овие пари, господја Шекеринска? Ги добиваат градежните компании, така? Кажем, собрание ќе си го земе председател Трајко Велјановски, ќе си го однесе дома. Или зградата на Министерството за финансии ќе си ја земе господинот Ставровски, ќе си однесе дома. Или изградбата на спортски сали низ Македонија, претениците ќе си ги земат и дома ќе си ги однесат. Господја Шекеринска, овие пари одат во градежните компании. А зашо ги трошат градежните компании овие пари, господја Шекеринска? Да исплатат плата на работниците во градежните компании и да ги исплатат другите компании кои што произведуваат цигли, кои што произведуваат цименто, кои што произведуваат ПВЦ прозори, произведуваат кабли, произведуваат клочки и кои што ќе бидат вградени во овие згради. Сега овие вторите компании зашо ги трошат тие пари, господја Шекеринска? Да си ги исплатат своите работници, господја Шекеринска, и да ги исплатат оние компании кои што произведуваат суровини. А суровини произведуваат овие од црната металургија, произведуваат рудниците и така натака. А па тие зашо ги трошат своите пари? Тие своите пари ги трошат за да ги исплатат своите работници и да ги исплатат трошоците по основ на купена енергија, господја Шекеринска. Ова поедноставено значи текот на овие 63 милиони евра. Сега, од буџетот на Република Македонија 63 милиони евра одат во 100.000 луѓе. Хипотетички, во 50.000 луѓе одат. Господја Шекеринска, ако овие пари што вие предлагате да ги исечеме од буџетот, ги исечеме, тоа значи дека многу градежни компании ќе изгубат работата, ќе отпуштат работници и нема да набавуваат нити плочки, нити цигли, нити цименто, нити кабли, нити керамиди, нити дограма, нити ништо од други компании, кои што исто заради намалените нарачки ќе мора да ги отпуштат своите работници. Господја Шекеринска, вие да не сакате тоа да се случи? Или, ако не знаете, да го прашате господин Целенковски да не сака тоа да се случи? Тоа е наједноставниот тек на работите, господја Шекеринска. Тоа е наједноставниот тек на работите. Заради тоа што, господја Шекеринска, во градежните фирми не работат ВМРО-вци, не работат ни СДС-овци. Работат луѓе кои што од таа работа си го заработуваат лебот за децата дома. А ако работниците во градежните фирми останат без работа, заради лудата политика што ја водите, тогаш одговорноста, господја Шекеринска, веќе нема да ја делиме. Одговорноста ќе носите вие, по име и по презиме, од прв до последен. Секој работник што ќе биде избркан од работа од градежните фирми заради
губење на работа по основ на губење на овие позиции, ќе знае дека тоа што го изгубил своето работно место крие му се 42 пратеници избрани од листите на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа ви реков, немојте да бидете извршители на политичка одлука која што не сте донеле. Оти луѓето кои што работат во прилеп, во градежни компании или во компании за цигли, за плочки, за не знам, во Неготино за кабли, не знам, во Велес за плочки има неколку приватни компании, не знам, во Скопје во градежни фирми, не знам, во Охрид во градежни фирми, така натака, подизведувачи. Сите тие, господја Шекеринска, ќе знаат дека заради 42 пратеници на Социјалдемократскиот сојуз ја изгубиле својата работа. И некој мора да ви го каже ова што значи вашиот предлог за кратење на капиталните расходи. Во момент кога сите новинари кои што ја работат економијата ви велат не смее да има кратење таму каде што државата дава инпут на економијата, кога сите ви кажуваат дека градежништвото е основна гранка на која што се држи бруто домашниот производ во Македонија и целата економија, во моменти кога представниците на градежните фирми ви велат немојте да ги кратите капиталните расходи во буџетот, заради тоа што заради тие капитални расходи живеат градежните фирми и вработуваат луѓе да работат во тие градежни фирми, вие се наетите. Зошто? За да ја спасите политичката кариера на еден човек и 10 луѓе во раководството на Социјалдемократскиот сојуз. И илјадници луѓе ќе останат без работа, ова го тврдам, заради тоа што е природен тек на работите, кога ќе немаат работа, заради тоа што треба да се спасат 10 луѓе, веројатно и вие сте една од тие 10, и да се ја спасат не својата социјална и екзистенцијална и економска положба, туку да се ја спасат својата политичка кариера. Господа Шекеринска, кога тоа ќе се случува, луѓето ќе знаат кој го предизвикал тоа. Тоа е вашиот предлог. Тоа е вашата идеја. Или предлагате да се намалат средствата за набавка на возила. Но, господа Шекеринска, ние возила сме набавиле прв пат после 30 години за брза помош. Прв пат после 10 години сме набавиле возила за полиција, господа Шекеринска. 20 години една кола немате купена за Министерството за внатрешни работи. Господа Шекеринска, 20 години едно возило немате купено за брза помош и едно возило немате купено за полиција. Во Македонија 2 пати се случува набавка на возила за полиција. Еднаш кога министар за полиција беше покојната Димовска и сега. Знаете дека ниту еднаш немате набавена униформа за полицијата на Република Македонија? Дали тоа го знаете, господа Шекеринска? А и тогаш трошевте пари, ама тогаш ги трошевте за рейбан научари, за коњи липицанери, за уметнички слики. Но да подсетам, не се купува уметнички слики само во... Еве има една работа што сите ја заборавиле, а е одсликување на политиките на СДСМ. Ке ги замолам тие што се подолго на политичката сцена се почетат. Имаше еден директор на стоматолошки клинички центар со чудно име и презиме. Игнат Богдановски. Игнатија Богдановски. Човек беше во исто време и пратеник од Социјалдемократскиот сојуз и директор на клинички центар. Се сеќавате ли на аферата за тоа колку уметнички слики имаше купено во стоматолошки клинички центар? И уште се таму тие слики. Ама немаше купено ниту еден апарат за да се поправаат завои, господа Шекеринска. Дали се сеќавате на тоа? Вие добро се сеќавате зашто вие бевте председател на подмалокот на СДСМ во тоа време, господа Шекеринска. Добро се сеќавате. И тоа е разликата. Во наше време се трошат 100 милиони евра за набавка на медицински апарати из Македонија. Во наше време купувавте уметнички слики, веројатно од пријатели уметници. Но ајде да не зборуваме понатака и за тоа. Господја Шекеринска, вие бевте подпредседател на влада. Верувам дека ако не секој ден, секој втор ден, заради обсегот на вашата работа сте морале да присуствувате во кабинетот на тогашните премиери. Во вашиот мандат од подпредседател
на владата се сменија тројца премиери: Црвенковски, Хари Костов и Бучковски. Се сеќавате ли каков беше намештајот во време на Бучковски, господа Шекеринска? Истиот намештај и сега. После 8 години, од кога е премиер на владата Никола Груев. Истиот намештај. Бадила се обидувате да создавате слика за луксус, бадила се обидувате да создавате слика за расфрлање. Тоа што било намештај во кабинетот на премиерот, кога премиер бил Владо Бучковски, тоа е намештај и сега. Тоа што било намештај во канцеларијата на председателот за избори и именување, кога председател бил мојот сограѓанин покойниот Петров, тоа и сега кога јас сум председател на таа комисија, истиот намештај. За кое расфрлање, господа Шекеринска, зборувате? За кое расфрлање, господа Шекеринска, говорите? За набавката на возила за брза помош, 70, за набавката на возила во полицијата, заради тоа што се уште со југовци се возат луѓето. За тоа зборувате. Господа Шекеринска, ве молам, можам да очекувам од сите да се поигруваат со фактите, но не очекував од вас. Јас сум длабоко разочаран од тоа што вие денеска заличивте на просечен пратеник на Социјалдемократскиот сојуз. А од вас очекувавме многу. Господа Шекеринска, колега, да не ги навредуваме колегите пратеници. Зошто навредуваме просечен пратеник на Социјалдемократскиот сојуз? Не мора да ги навредуваме. Ние сме сите избрани од граѓаните, согласно уставот сме еднакви, колега Димовски. Не, должност ми е да ви укажам ако некого го навредувате. Тоа ми е должност согласно договорникот. Ке се извинам. Океј, договорено. Колегата Димовски ке се извини. Ке се извинам ако за некого зборовите просечен пратеник на СДСМ се навреди. Извинете. Но јас искрено не. Луѓе, ве молам сега. Значи, половината од вас можете да ми бидете родители. И ја почитувам и се обидувам да имам колку што можам повеќе колегијален однос. Но, луѓе, ама не мислев никога да навредам со тоа што реков просечен пратеник на СДСМ. Ви благодарам што се извините, колега Димовски. Шекеринска, од вас и јас и целата јавност очекува повеќе. Еве тоа сакам да го кажам. Значи од вас, господа Шекеринска, и јас и целата јавност очекувавме повеќе од тоа да ни кажувате еден податок, вториот да го прескокнувате, третиот да ни го кажувате, четвртиот да го прескокнувате, петиот да ни го кажувате, шестиот да го прескокнувате. Тоа беше вашиот одговор. Или зборувате за Сојузот за борци, господа Шекеринска, и ние го делим истиот жал, како и вие што го делите. Знаете зашто? Заради тоа што моите двајца деловци, на татко ми татко и на мајка ми татко биле партизани. Господја Шекеринска, ево молам, има разлика помеѓу борци за Македонија и комунисти. Поради тоа што 44-та властном комунистите не го сочинуваа президиумот на АСНОМ. Од 46-та владаат комунистите како плод на нек пуч во државата и директни физички ликвидации на членовите на президиумот на АСНОМ. Но тоа е друга дебата. Господин Минчев, повелете направете го, зашто ве слушнав дека се заканувате дека денеска ќе го направите тоа. Повелете направете. Повелете, господин Минчев, направете го тоа. Колега Димовски, не се расправете со колегите пратеници. Говорите си, вие говорите за јавноста. Закана од тоа, морате се, јас извинувам. Повелете тоа да се закани колега Димовски да го поминам, каже. Седми пат не претинувате. Ве молам оставете. Колеги, без закани ќе ве молам. Да ви слушаме колега. Господја Шекеринска, вие сакате да извртите еден спор, кој што судски спор, кој што се случува помеѓу Сојузот на борци и Сојузот на воени инвалиди. Значи тоа е, ова јавноста го нема слушнато. Проблемот со просториите на Сојузот на борци не е проблем ни со град Скопје, ни со Коце Трајановски, ни со владата на Република Македонија, нито со службата за општи и заеднички работи. Проблемот е настанат како судски спор помеѓу две организации на борци и воени инвалиди. Дали разбирате? И вие тој конфликт помеѓу Сојузот на борци и Сојузот на воени инвалиди сакате да го искористите против нас. Па ве молам, зар немате аргументи како да не критикувате, господја Шекеринска? Судски спор помеѓу две организации кои што алудираат на иста категорија на луѓе, воени инвалиди, знаете ли што се, господја Шекеринска?
Зашто ако излезат сојузот на борци од просториите, ќе влезат сојузот на воени инвалиди. Ако не влезат сојузот на воени инвалиди, ќе останат сојузот на борци. Вие се добивате нас да ни го накалените тоа. Нас, чии дедовци учествувале во борбата за слобода на Македонија. Молам, господа Шекеринска, не велам дека само нашите, но вие на нас покажувате со прст. Господа Шекеринска, би ја замолил, кога зборувате за Милошевиќ и за Шешелј, да се подсетите на говорите 94-95 година на вашиот пратеник Драгиша Милетич, кој што низ Македонија ги величеше Милошевиќ и Шешелј и кажуваше дека нивните слики ги чува во канцелариите свој и дека доживотно ќе им биде лојален на Милошевиќ и на Шешелј. Немојте во народот да обвинувате за тоа. Јас овде ќе завршам, ќе се приклучам на дебатата подоцна. Благодарам.